Христа Бога, браќи и сестри. Денеска го читавме евангелското четиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Матеј, кој што изобилува со динамиката на секојдневниот живот и соочува со можните излези од секој животен безизлез од нас чувствуван како животна криза или криза во животот од сите можни типови. Во моментов ни паѓа на памет дека денешниот одговор на тоа прашање запишан во Светото евангелско четиво и на некој начин и најдобра екзегеза на една мисла на големиот Достоевски, кој што го критикува умот со евклидовски ум, математичкиот ум, предрачунатиот ум или прорачунатиот ум, пошто за се бара логично објаснување, логичен излез и по силата на својот ум, на тие крупни, екзистенцијални прашања, едва или може да одговори, најчесто останува без одговор, а ако и одговорите или излезите од животниот безизлез се еден или два или три, ако воопшто ги има. А потоа Достоевски заклучува дека тоа што е проблем животен и зашто умот човечки не наоѓа ни еден или неколку одговори, животот на човекот изнаоѓа безброј одговори. Животот што човекот го води во Бога. Онака како што тоа се случи денеска со евангелскиот јунак од евангелското четиво. Станува збор за еден центурион, човек, професионален војник, вработен во римската империска војска, кој што има власт над 100 војници, обични војници, со кои што управува. Тој денеска треба да се каже и тоа, дека како римски граѓанин и офицер на римската царска војска во Палестина, тој бил на религиозен план идолопоклоник, многубожец. Тој не го делел религиозниот светоглед со старозаветниот избран народ Божи. Не верувал во еден Бог, туку во боговите населени во римскиот пантеон. Тој човек доаѓа пред Христа Господа во присуство на многу народ, а тоа е вообичаена гледка. Погледај да зборувате за Христос. Христос е окружен со стотици, неброени души, жедни да го чујат неговиот спасителен логос и да најдат исцеление за сите своји недуги, за сите своји болести на душата и на телото, на умот и на срцето. Во таква една чудесна, пак ќе ја наречам евангелска атмосфера, доаѓа стотникот римски пред Христа Господа
i bara nešto što ne se odnesuva na nego lično. A to znači neka ništo za sebe ne baga. Tuku za njegovi od sluga, pazite, koji što padna od teško bolen i za čije zdravlje niko drug ne može da se griži i da pomogne, osvem životodavecom, Hristos, koji što je lekar, nacite lekov, lekari i lek, nacite lekov. I gledajte se ga, jedan mnogubožec, jedan paganin, je ima verata za koja što Hristos ke kaže vo istovo evangelsko čitivo, neka ne ja našao, ni tu vojede od naroda izraelski. Gospodi, ako možeš da go izlečiš moj od sluga, a Hristos, koji što se zna, jedinstven vistinski srce vjedec, poznavač na tajnite na čovečkoto srce, veke se znaše za stotnikot. I vednaš mu kaža, dođam vo tvoj dom, za da go iscelam tvoj od sluga. I сега sledi uštedno, golemo iznenaduvanje. Stotnikot mu veli, nego, jaz ne sam dostojen da najdeš pokriv vo mojot dom. Ti ne smeš, so tvata svetost, da dojdiš v jedan dom, koji što je obesveten, koji što je nepodgotven, da te primi vo sveta tvoja, svetosti svetli. Tuku ako sakaš, mu veli, postapi kako što postapuva nadredenite so podredenite. I jaz imam vo vojskata moja, luge so po visoki činovi od mojov i moram da im bidam besprekorno poslušeni, no imam i podčineti, koji što mojot zbor i mojata zapoved besprekorno ja ispolnuva. Isto to se slučuva i so slugite moji vo moj dom, kojak im kažem da napravat ova i tije bespogovorno go izvršuvat. Taka i ti, Gospodi, zapovedaj od ovde, kada što sme, moj sluga da najde zdravlje. I togaš Hristos mu mi kaže tije čudesni zborovi, kako ovoj čovek i verata njegova ne najdov u Izraelu. Odimujući, to je od sluga ke ozna. Tako i nije, mili moji, da se ugledame na ovoj primjer. Jasno, neka verata za svoja pozadina go ima znanje. Nema vistinska vera bez vistinsko znanje. Ni tu ima vistinsko znanje bez vistinska vera. Nekoj, v 17. vek, ja iskopa provalijata pomeđu verata i znanjeta. I dneska gledajte koliko je mačno toj ambis pomeđu verata i znanjeta da se premosti. Potrebi se generaciji i mir naplašten so vekovi, to što svetot ne može nikojaš veke da go ima. Vidiki ne mirite se preumnoženi, se nema vreme, a vreme to istekuva. Greškite na našite predci, generacijski praveni i plasteni, niz istorijite na čovekot i svetot, gdje se poprava prekunog. No to što može,
да ни биде надеж, излез од безизлезот, е верата на центурионот, безпрекорната вера, дека на Бога му е можно тоа што на човекот не му е можно, и дека Господ ја покажува силата своја во слабоста наша човечка и не остави. Тој не го презре центурионот, не му кажа, бегај од мене, ти не му припаѓаш на народот избран Божи, ти си духовно стигматизиран, прокажен, не сакам со тебе да имам работа. Не, туку го прегарна, како дете свое. А тоа значи дека Христос не се откажува ниту од еден човек на планетава Земја. Сите се негови. И само време е во прашање кога сите ќе го познаат Христа Господа како нив. Гледајте еден незнабожец со своите здрави духовни очи го позна Христа како Спасител. И во тоа е надежта за сите. Но сето тоа треба да се случи по нашата љубов, по силата на љубовта Христова, со која што се храниме и го представува нашиот живот. Ние, христијаните, треба да се ослободиме од робството, кон егоизмот од кој што страда современиот човек, нашиот сочовек, нашиот собрат, како што светите отци на црквата го нарекуваат човекот надвор од светата црква Божја, потенцијалниот христијанин, потенцијалниот жител на вечниот и небесен град. Амин. За многу години.